Точно е 18 часот и 45 минути, почитувани. Сите овие изминати саботи од самиот почеток на македонски корени, јас и колегата Јон, ја имаме улогата на ваши домакини, а вие со вашето одвоено време и со давањето на моралната подршка не охрабрувате и ни ја давате силата и енергијата за нови емисии. Во минатата емисија најавивме една мала промена во тој поглед. Тоа значи дека дел од вас, секако доколку изразите желба, ќе ни бидете драги гости во живо. Ќе ви имаме во студиово овде на Македонски корени заедно со нас. Токму така, главната цел која сакаме да постигнеме е да се запознаеме поблиску и да дознаеме повеќе за вашите корени. Со враќањето на часовникот години наназад ќе не запознаете со вашите предци, односно на корените и стеблото од вашата фамилија, но и за местото од каде потекнувате. Се надеваме дека патувајќи низ времето ќе ја отвориме вратата за нови познатства. Ние во минатата емисија рековме дека оној прв кој што ќе изрази желба за кафе муабет ќе ни биде и првиот драг гостин кој ќе го скрши мразот и ќе го отвори патот за следните гости. Почитувани, ни причинува огромна чест и задоволство да го најавиме нашиот прв гостин, односно гости. За денес тоа е фамилијата Димитриовски од градот Мелбурн, кој се наоѓа во државата Викторија. Во овие моменти ги каниме да ни се приклучат во студиово на Македонски корени. Веќе се. Соговорник на оваа средба ќе ни биде господинот Петре Димитриовски. Господине Димитриовски, добра ви вечер и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро вечер исто и на вас, Џон и Пети. Благодарам многу што ме поканите да бидам ваш гостин. Добро ви утро и од мене. Вие бевте првиот кој ја прифативте фарлената наша ракавица за еден кафе муабет, господине Димитриовски. Од каде потекнувате и од кој дел на Македонија, а од каде потекнува вашата сопруга и кој е незиното моминско презиме? Јас потекнувам од село Рапеш, 30 километри од Битола, на Селечка планина, Подселечка планина, 700 метри надморска височина. Жената е родена тука, татко му потекнува од Леринско, од село Арменово. Господине Димитриовски, која година дојдовте во Австралија и дали заедно со сопругата дојдовте или пак вашата љубов започна овде во Австралија и колку членови го сочинува вашето потесно семејство? Да ви кажам право, јас дојдов во 81 година, во февруари. Дојдов како туриста тука малце и така се запознавме со жената. Жената ми е родена тука и така стапивме во брак и сега ќе правиме во мај 40 години во брак. Да ви се множат. Ви благодариме на овие првични информации, а за повеќе информации ќе ве запрашаме малку покасно во кафе Муабетов. Како што знаете, името на емисијата е Македонски корени и токму затоа разговоров ќе го продолжиме враќајќи го часовникот во најдалечното време во кое можете да не вратите со потеклото на вашите предци. Почнете од првиот корен на вашата фамилија Димитриовски, за кого вие имате сознанија, па се до вас. А истото ќе го направите и за предците на вашата сопруга. Нема грешка, ви благодарам многу, ќе бидам краток, ќе знам времето е кусо. Селото Рапеш потекнува од 15 век, тогаш изградена Македонската црква, нашата прва Македонска црква во селото. И тоа време селото броеше 20 куќи, 20 куќа. И така, ја ќе почнам од најстариот што знаеме, 1860 година, дедо на татко му Кузе, се викаше Кузе, на дедо ми татко му Димитрија, на него татко му Кузе, тој е роден 1806, на дедо му татко му 1880 и дедо му 1990 и така, да речеме, потеклото почнува многу одамна, да речеме, и ние сме голема фамилија, ние сме 4 браќа, 4 сестри и 3 браќа, сите сме во Австралија и така
Дојдоа побрзо, да речеме, браќата, јас дојдов последен и уште една помала сестра, да речеме, дојдоме последни. И така сме голема фамилија туа, да речеме, повеќе од 80 деца и внучина и браќа и сестри, сај браќа и сестри, сакам да речем, за брачи не збораме. И така и жената, и таа е голема потекло, и тие се 7, 5 сестри и 2 браќа, и тие 7 и ние 7, и така, да речеме, тие се уште поголема фамилија, дедо му, татко му на жената е 91 година, имат 40 препнуци, препнуци 40, сај препнуци, башка внуци 19 и тие се некои 80-90, 150 луѓе сме една фамилија, 2 фамилии, големо Село. Господине Димитриевски, дали некој од вашите предци овде, мислам и на предците од вашата сопруга, се има борено за слободна и независна Македонија и дали имате некакви сознанија дека некој од вашите фамилии го изгубил животот во тие борби? Ние по дедо ми одеше тој 90 години близу ги направи и со него, да речеме, што ни кажуваше кога деца, ја до последен од децата. Тој рече, татко му на дедо ми загина во првиот бој, а стрико му се врати назад. Од едната страна беа французите, од другата бугарите, и тогаш селото ни го запалија. 1918 година селото го запалија и црквата изгореа. И тие избега за Ивен и за Чегел, едно место горе, таму нема никој, таму се преселија, и селото беше изгорено и кога се вратија луѓето, татко му не се врати, дедо ми остана сирак, сетна изгуби мајка му, а изгуби, не му зедоа турците, не биде, и тој беше речиси 617 години. И така, да речеме, живееше со стрико му, и така и со двете сестри, и така продолжи животот. Господине Димитриевски, вие напоменавте дека сопругата ви е родена овде во Австралија, со тоа претпоставам дека татко е тука дојден, меѓутоа дали пред него некој од нејзината фамилија има дојдено во Австралија многу поодамна? Тие, дедо му, татко му на жената дојде 52, ама на мајка му, татко му дојде 1929 година и дојде во Брокен Хил, тој таму и умре во Брокен Хил. Да речеме, дедо му имаше 5 браќа и сите беа во Сиднеј, еден во Кампера, почина на 102 години, има уште еден вујко тука 98 години и сите тие, да речеме, дојдоа тоа време едно по едно и така не можеше да се врати дедото назад, тој избега од Грција, дојде во Бугарија, преку Бугарија со бугарски пашпорт и седне грците не го сака назад, ти си бугари, не си наши и не појде да се види земјата, местото назад, не го остава така. Така. Многу страшно нешто за тие луѓе што не си го видел местото назад. Дали го зачувале јазикот, религијата, традиционалните вредности, песната и орото? Ние тука го правиме секој пат, да речеме, и од жената страната, и ние секоја традицијата, песни, ора, дета да ги носат нашко македонско, да учат, да пеат и такви нешто, да речеме, тоа нешто не се заборават. Ние се измачени луѓе и треба нештото се тера. Значи, убаво кажате вие дека не само тие туку, а вие одма кажавте дека и нивните внуци и правнуци го продолжуваат аманетот во негувањето на македонските вредности. Одлично, тоа е за пофалба и не радува фактот што се трудат да го чуваат нашиот корен, нашиот македонски јазик и се она што има македонски вредности. Господине Димитриевски, дали во фамилијата Димитриевски или во фамилијата на вашата сопруга има некој оставен аманет кој се пренесувал од генерација на генерација, било тоа да е поврзан со традицијата, историјата, јазикот и така натаму? Види, ние македонците, вие самите знаете,
Јас сум Димитриевски, едниот брат, другиот Кузевски, за тоа за да не разберат луѓето. Јас сум на дедото, да речеме Димитрија Кузевски, па на него татко му Кузевски Ило и така сме, знаеш, да речеме по време и многу луѓе така направија. Ама не секој пат нема остајано, да речеме и татко ми беше во партизаните во 44-та, во 12 одел во Прилеп, да речеме тоа време и така. Ние секој пат сме за македонското нешто и ово нешто што ни се случува, ние сме многу разочарани во ово нешто. А што мислите како се Затоа осеќаат треба сите да оди оние? напред, а не назад. А што мислите како се осеќаат сите оние кои се бориле за независна и самостојна Македонија и како би реагирале оние кои починале во тие борби, да знаеле во тоа време дека ќе се случи сето ова што овие од власта го направија на Македонија и македонскиот народ? Џони, се чудам за ово нешто, да ја кажам право, и тука во Мелбурн ние сме сите разочарани и не можеме да разбереме како може еден човек или една група банда да го прават ова нешто. Тоа не е нино пропети, разбираш, да продава, никој не отиде таму да му даде право за да го право нешто. Тоа нешто не спе да се зборува или ништо не спе да се прави. Тоа ние сме тоа. Ако некој не го бендисва, тоа е негов проблем. Ние не смееме да правиме овакви нешто. Ова е катастрофа данас за сите македонци. Господине Димитриевски, имате ли сознание дали некој од вашите предци се осеќал или изјаснувал како не македонец, например србин, грек или бугарин? Немаме такво нешто ние, а имавме многу проблем, значи ко беше таму во Мариото дојдоа српските џандари, тие како ги викаат тоа време. Имаше во село Маково Дона, има направено полицијата, значи жандармеријата имаше направено таму куќа и таму живеа и на народот го малтретира многу, да речеме ни селата, да не правиш вова, одиш таму и што ти ја знам, сетне луѓето од целото Рапеш отидоа таму и ја запалија жандармеријата, да речеме, и така сетне ги кладоа многу рапешени беа затвор, да речеме, по многу годиња и така тоа нешто не беше добро, ама не можеше да се куртули, иначе мораше нешто да се прави. А дали ви е пренесувано некое сознание дека некои вашите предци или предците на вашата сопруга биле принудувани да се изјаснуваат спротивно на нивната волја и реалност? Тоа беше кај нив истото, тие не може да се вратат назад, има проблеми, отиде допците избега оттамо, преку граница, има многу проблем и така не сакат да чуат кој не можат да си го кажеш, ако не можеш самиот да се кажеш што си, е многу опасно нешто. И тие има многу проблеми и така, знаеш, со времето, постарија си отидоа, знаеш, и одни се крепиме тоа којке, сега ние што можеме да му кажеме на децата, да го тераме нешто за напред, иначе опасна работа. Господине Димитриевски, да се вратиме на почетокот на разговорот, онаму каде што застанавме кога говоревме лично за вас. Бидејќи од досегашниот разговор видовме дека вашите корени се од многу поодамна и дека сите од вашите предци биле македонци и се чувствувале како македонци, сега и директно прашање до вас. Дали вие се гордеете со вашите предци и дали сте горди што сте македонец? Вашата сопруга македонка или можеби ја примавте новата кованица и со тоа постанавте граѓани од С Македонија? Никој пат не може да се сменам и никој не може да ме смени, ни мене, ни жената, ни семејството, ни фамилиите наши, ние сме големи патриоти, не знаат и таму. Целото и сегде, ние се боревме за Македонија, не се боревме за некаква кованица таму, че тоа е некој текнало да прави тоа нешто. Тоа е голем резо, да речеме ние толку македонци што сме ни свето, од Егејскиот дел, од Перинскиот, од Мала Преспа, од сегде, да не го направат ово нешто. Да речеме, не можеме да вербаме што се прави таму и што станува. Не знаеме до кај ќе сврши опасно нешто. Вие бевте и еден вид наш колега, сте работеле на радио. За кое радио работевте?
Jaz I koliko godina? tukaj, ako možda vidiš, A, 3WGC Aha. 94.1 FM, Колко години so работевте? po Berlinski in v Pomarkah malce работете там, kad imam vreme odem i така, znači koga ima odem, koga ne može odem, to znaš, zebaš neki drug i така terapne. Одлично. Što može. Поздравете го господинот. Боб. Така. Nema greška, Đorđe. Дали сега сте активен во работата на македонската заедница во Викторија и ако сте, во кои организации учествувате? Јас работам во Совето на македонската организација. Оттамо црне, знаеш како се менуваме секои 4 години, црне други презедо, а сум во Надеж, организацијата Надеж на жени, тие сите се жени, да речеме и така со они работам некои 13-14 години, одржуваме игранки, поло и што треба да му се поможи на нашите деца во Македонија, сирачина, нешто што бара помош и така, да речеме, седе сум во селата, македонските здружени села имам направено имам здружено јас во 2007 година или други некои 14 години. Рапеш, Мако, Ворле, Брник, Ивени и Долно Реао, сите сме заедно и правиме болчина, си правиме пикник. Ако треба некоја црква негде која да направиме тоа донација, да се плата цркви или што треба, манастири, помош да работиме на селото 70. И така, од тогаш навака, селото не затврна, сум повеќе од 15 години председател на селото. И денески тешко да влезе некој има одговорност. Вие знаете, кој ќе влезеш на работа, треба да ја тераш. Ако не ја тераш, не може да оде. Вие имате организирано и селенички средби за селата кои што се од околината на Рапеш. Дали се уште одржувате и селенички средби, бидејќи од разговорот ни кажавте дека сте одржували и селенички средби? Јес, секој пат ја одржав таму, во Рапеш одржавме средба и тука да речеме секој пат по селото, кога треба нешто да се прави сај да му се јавам јас и готово ќе се направи нешто. Одлично. На иселеничките средби во 2010 година вие сте го покажале музичкиот талент. Имате отпеано една песна која ја имате посветено на вашето родно село Рапеш. Тоа село, рековте, се наоѓа во битолскиот дел на Маријово, на источната падина на Селечка планина, а на територијата на општина Новаци. Но да се вратиме на песната. Ние успеавме таа песна да ја проследиме и навистина искрено и на двајцата ни се допадна. Но се прашуваме и не знаеме која е причината за тоа што не сте продолжили да пеете, бидејќи морам да кажам дека навистина поседувате одличен талент. Види, јас се потрудив да направам за 30 годишнина на селото Спасовне, кој се правеше и така. Со едно друго дете од селото, и тој Куле се вика, едно другарче има во Скопје, тука беше дојдено, кога се врати назад, Собе се вика и со него контактирам секој пат и го замолив ако може да најди студио, сакам да направиме на песна за селото и тој рече нема грешка, јас познам, рече, пријатели од Дендиното кај нас има, босанско студио, што сака нека биде да ни поможе, ќе му платам и така. Состави песната, да речеме, од тие крави тоа време така правевме, како идевме, како се испратвавме, сите тие нешта, да ќе имам напишано, сај молам да ни помои за музика, да се Собе, детето што од Македонија, и Борис, Санчото дете, ми поможија и така се снима песната во студиото, во Дендино. До душа, ова детето Борис има негово студио, ама тој е пеач. Значи, ме пее секакви песни. Тој вели да не бараме други човек, ако сакаш ја ќе ја направам, молам нема грешка и така со него направивме, ама сме во контакт да направиме и друга и трета и така, да речеме, се направи тоа нешто и сите ја сака и да речеме и се работи се пуста и што може нешто да направам се.
Се надеваме дека овој денешен разговор ќе допринесе повторно да се зближите со некој од фамилијата Димитриевски и фамилијата од моминското презиме на вашата сопруга, коите заминале по белиот свет или пак останале во Македонија и подолго време сте немале контакт и на тој начин ќе се потсети на коренот, односно ќе се дополнува фамилијарното стебло Димитриевски секако на вашата сопруга. Дали сакате да испратите една кратка порака за оние кои сега не гледаат и слушаат и за оние кои што допрва, а покасно малку ќе ја гледаат емисијава и ќе ја слушаат? И благодарам многу, сакам една порака до сите наши македонки и македонци и цел свет, докато што слуша ова радио. Треба опулени очи денес, не треба да речеме да се плашимо ништо. Треба сите заедно, оти душманите го сака ово да бидеме сите раскарани, разделени, па вакви, па онакви, не знам што. Тоа треба да се заборави. Треба да пулиме ние по другите комши што прават. Како може една комши таму три држави направија, Косово, Албанија, сака и Крајна да направат држава, ние најстарата држава. Само сонцето е постар од Македонија. Македонија е најстарата држава и ние во Европа и во светот, нека го видат Бајболот, нека видат што да видат. И за тоа да речем сите сака да ни го земат името. Името е најважно. Ако немаме име, немаме иднина, немаме ништо. Затоа треба сите заедно, ќе за македонско нешто, сите да не ги слушаме некој таму му текнало во владата таму да прават што сака. Тоа не е нивно. Не може тоа така да биде како ќе му текне да прават. Народот нашиот треба се свести една за секој. Доста е кавги, карање и вака и бил тако бил. Нема, кој е македонско нешто, треба да биде македонско нешто. Треба да биде. Нема потаму пуштање за вака, не знам какво ќе биде името, а името си е Македонија и готово. Да. Некој ако не обендисва, тоа е негов проблем, не е наш проблем. Господине Димитриевски, ви благодариме за денешното учество и за можноста од поблиску да се запознаеме, но и можноста гласот да допре до некој што е дел од вашето потекло. Благодарам многу за поканата. Секако тука ќе упатиме. Благодарам многу и поздрав до вас, до вашето студио. Прекрасни луѓе и сакам да ве слушам секој пат. Така, многу поздрав и до господине. Во Мелбурн ќе видите мои гости. Ви благодариме.